Ви благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата. Моето прашање до министерот за економија и труд е дилема на речиси пола милион граѓани кои преживуваат со под 400 евра месечно или околу 400 евра. Граѓани работници кои со години се борат за подостоинствен живот за себе и за своите семејства, кои со месеци се борат против десничарска влада и кои веќе со недели ги гледаме пред вратите на нашите институции, како ги блокираат институциите, се со цел за вие и ние да ги слушнеме. Но за возврат, овие граѓани, овие работници добиваат пред се тишина, потоа добиваат одбивање и на крај добиваат громогласна борба која ја води вашата влада против нив. Истовремено сите аргументи ви се празни економски аргументи кои се користат со децении, но кои секој пат се погрешни, како и во овој случај. Вие повторувате јавно дека нема да има зголемување на платата надвор од законски предвиденото зголемување и дека ако има договор, ќе има договор помеѓу работодавците и работниците. Не може да се договори предаторот и жртвата. Вие тоа го знаете, што значи дека свесно излегувате од трипартитниот диалог. Тоа е вашата позиција. Како агенти на хистеријата ни велите дека ако се зголеми минималната плата, дека ќе има економски колапс, дека ќе има инфлација, дека ќе се затвараат фирми, дека работници ќе губат работа и најомилениот ваш аргумент за продуктивноста. Ајде да зборуваме за продуктивноста, затоа што им велите дека тие работниците треба да чекаат, но работниците на оваа држава чекаат 30 години и нивното трпение е изминато. Вашиот омилен аргумент за продуктивноста кој го велите како човек со самодоверба на човек кој не треба на крајот на месецот да рачуна како ќе го преживее крајот на месецот. Отаму вашата самодоверба да давате вакви абсурдни аргументи. Ајде, министре, да зборуваме за продуктивноста која велите дека мора да се зголеми пред да се зголеми минималната плата. Ајде да ја видиме математиката на експлоатација што ја брани вашата влада. Во просек во Македонија работник кој заработува 24.000 денари генерира вредност од 5.000 евра месечно за својот работодавец. Ова ќе го повторам јавно да остане запишано во сите списи на ова собрание. Нашиот работник кој добива 24.000 денари месечно генерира вредност за неговиот работодавач од 5.000 евра месечно. Ова е математиката на продуктивност која вие пробувате да ни ја кажете. Тоа значи дека само 16% од вредноста која работниците ја креираат со свој рад се останува кај нив, додека останатите одат нагоре во корпоративни профити, во џебовите на олигархијата и во џебовите на вашите политичко бизнис врски кои ве спонзорираат. Таму оди вредноста на работникот. Се што создава работникот, секоја додадена вредност не завршува кај во неговото семејство, туку завршува конкретно кај олигархиските спонзори кои вас ве спонзорираат. Аргументот за продуктивноста, почитуван министре, не е економски, туку идеолошки. Тој има намера да го заштити богатењето на крупниот капитал, а да ги држи работниците на свое место. Во Македонија со децении постојува диспаритет колку се нашите работници продуктивни, а колку добиваат пари. Ова е тренд во цела Југоисточна Европа и многу студии ова го потврдуваат. Вашиот аргумент за продуктивноста е нерелевантен, затоа што богатството во Македонија постои, но прашањето е каде завршува тоа богатство. Тоа богатство завршува кај фирмите кои вие пробувате да ги заштитите. И не мораме да зборуваме дополнително, ќе ги спомнеме. Сите студии за продуктивност велат дека зголемувањето на платите носи до поголема продуктивност, а тоа можете да го видите и во вашата собствена економија, каде што подобро платените работници се попродуктивни од тие кои не се толку добро платени. Тоа е во вашиот ресор, почитувани министре. Ајде потоа да збориме за вашето сеење страв за инфлација и за економски колапс кој ќе ни се случи. Секој пат кога работниците бараат достоинствени плати, одма се активира истиот хор. Еве сме пред економски колапс, еве само фирмите што не затвориле, еве само што не изгубиле работа безброј работници, но овој аргумент е стар колку и капитализмот и секој пат погрешен. Зошто? Наводно вие се плашите за малите бизниси. Овде сте во улога на загрижен предприемач, но позадин тој реторички штит стојат лобистите. А кој има мок да лобира кај вас? Малите бизниси, пекарите? Не.
Не олигархијата и крупниот капитал, на кој не му ги зголемувате даноците и не му ја зголемувате минималната плата. Зошто тоа не го правите? Затоа што целата македонска јавност треба да знае дека вашата влада дозволува тука да постои економски бизнис модел кој е заснива на надпреварот до дното, тоест за ниски плати. Нашите фирми не иновираат, не модернизираат, напротив се надпреваруваат кој може да даде пониска плата и тоа вие да им го возможите да помине непрочено. Реторичкиот штит е за бизнис моделот кој не модернизира, кој не оди нагоре во ланецот на вредност, кој нема иновација. Овој бизнис модел зависи од платите кои осигуруваат сиромаштија, а не плати кои дозволуваат достоинствен живот. Му требаат на овој модел вакви плати за да функционира. Олигархијата го прави своето богатство не од иновација и модернизација, па тоа е најголемата вистина која сите тука ја знаеме. Нашата олигархија од што се иновативни ли го има направено богатството? Не туку преку чиста аритметика на плаќање на најниската можна плата на нашите работници. Трка до дното. Тоа се нашите фирми кои вие ги штитите во овој случај. Ако се занимаваме со тоа што велите дека немаме пари, тогаш треба да разговараме за следното. Зошто не ги зголемите даноците? Ако не им ги зголемувате минималните плати, ќе воведете ли поголем данок за фирмите кои заработуваат од работниците? И понатаму, овие фирми нема да умрат од зголемување на платите, но ако цел бизнис модел им се заснива на плати за сиромаштија, дозволете им да умрат. Нека умрат фирмите кои не можат да дозволат достоинствени плати за граѓаните на Македонија, затоа што вашето штитење носи до недостоинствен живот. На нас семејствата ќе ни се распарчуваат затоа што фирмите кои не можат да поднесат повисоки плати, вие ќе ги штитите. Не, тоа нема да го дозволиме. Ако умираат, нека умрат. Не прават ништо освен експлоатација на богатството кое го произведуваат работниците. Вие ги штитите од надпревар, ги штитите од одговорност. Проблемот е во бизнис културата која вие ја негувате. Ги штитите експлоаторите и тоа го викате економска политика. Ги штитите профитерите и велите дека тоа е фискална одговорност. А барате работниците да жртвуваат. Немало пари за зголемување на плати, не имате за луксузни расходи. Имате нови авиони, имате нови возила и многу пари за оружје и за НАТО. Привилегиите на вашата политичка каста се зголемуваат во навредливо и безобразно темпо. Крал би ви позавидел на привилегиите кои ги уживате. Не е затоа што нема пари, туку затоа што ултрабогатите и крупниот капитал не плаќа својот дел од сметката. Толку е просто. Ендемско затојување на данок имаме кај големите фирми. Затоа што сивата економија голта милиарди евра кои може да се искористат за социјални програми, таму има пари. Затоа што вашата влада постојано ги штити олигарсите и профитерството кое го кријат, со кое го создаваат своето богатство. На работниците им велите нема пари за плати. Што не им кажете на олигарсите дека нема пари да затајуваат данок? Што не им кажете дека нема пари за нивниот луксус, дека нема веќе време да чекаме да им текне да ги модернизираат своите фирми. Не, само на работниците имате што да им кажете. На тие кои немаат ништо, нив можете да ги прекорувате и да им велите да ќутат и да чекаат, вие да им се смилувате. Во меѓувреме имаме емиграција. Се додека вие зборувате дека има економски колапс, ние веќе го живееме тој економски колапс. Нашите работници мигрираат, почитуван министре. И цело време да зборувате за една формула, и веќе ви кажам дека има една вистина, има една Македонија во која има министер за труд, кој треба да ги користи своите ингеренции во економијата. Не, вие сте министр за економија кој го подјармува трудот. И затоа да ги видиме на крај вашите аргументи. Вие велите за продуктивност, наспроти тоа имаме чиста математика на експлоатација. Вие велите дека ќе има економски колапс, јас ви го давам аргументот на миграцијата. Веќе сме во економски колапс. Вие велите дека ќе ги штитите малите работници, малите бизниси, зад тоа се кријат најголемите експлоататори. Вие велите дека треба да има фискална одговорност, но олигархијата затајува данок. Затоа моето прашање е дали конечно ќе признаете дека незголемувањето на минималната плата е ваш политички избор, или па до крајот на оваа седница ќе покренете иницијатива за зголемување на платата на 600 евра. Ви благодарам.